Почитувана министерка Тренчевска, почитувана Станка Трајкова, председателка на Сојузот на Сдружение на пензионерите, почитувани присутни, почитувани медиуми. На почетокот на новата година се сретнав со раководството и со членовите на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, за да потврдиме дека партнерски продолжуваме да се грижиме за животниот стандард на пензионерите преку системски и одговорни политики. А не како во некои минати времења кога пензионерите беа злоупотребувани за предизборни цели. На денешната средба заеднички констатиравме дека е од голема помош поддршката со како влада ја дадовме на пензионерите, како со усвојувањето на новата методологија за пресметка на пензиите, така и со антикризните мерки. Со задоволство можам да најавам дека утре пензионерите ќе ја добијат на своите сметки втората исплата на финансиската поддршка за пензионерите со пониски пензии од 14.000 денари од вкупно 4 исплати, односно финансиска поддршка во враќање од 4 месеци. Минатиот месец со исплатата на декемвриската пензија, финансиска поддршка од 1.500 денари, добија 62.951 лице, чија пензија е до 11.525 денари, и по 750 денари добија 65.704 лица, со износ на пензија од 11.526 до 14.000 денари. Ова не е единствена финансиска поддршка за пензионерите предвидена со антикризните мерки. Финансиска помош во вкупна вредност од 3.000 денари добија 330.000 пензионери за месеците март, април и мај во 2022 година. Пензионерите во 2023 година влегува со повисоки пензии за околу 10%. Ова е историско покачување на пензиите и тоа за период од само една година. Следува ново усогласување на пензиите за 2 месеци во оваа нова 2023 година во месец март според трошоците за живот и порастот на просечната плата. За една календарска година растот на пензиите ќе биде околу 16% и тоа календарска година која што не е изборна година. Оваа методологија која утврдивме заедно со Сојузот на Сдружение на пензионери, работена според швајцарскиот модел, дава резултати на долг рок. Усогласувањето според оваа методологија се врши 2 пати во текот на годината, односно во март и во септември, и ги следи промените на двата индекса за усогласување. На овој начин осигуравме заштита на пензионерите во осцилациите на трошоците за живот и ги поврзавме покачувањето на пензиите со покачувањето на просечната плата во државата. Пензиите исто така од почетокот на пандемијата па се до денес ги исплаќавме дури и предвреме. Секако дека секогаш може и треба повеќе. И доколку се покаже потребно, повторно ќе интервенираме со цел да го заштитиме животниот стандард на пензионерите. Оваа влада покажа дека искрено се грижи за пензионерите и водејќи се од буџетските можности, стандардот на пензионерите никогаш не бил вака штитен како што е денес. Пензионерите треба да знаат дека во буџетот на Министерството за труд и социјална политика во 2023 година предвиде трансфер од околу 30 милиарди денари кон фондот за пензиско и инвалидско осигурување заради на време на исплата на пензиите и за усогласувањата предвидени со закон. Интервенираме со краткорочни мерки кога е потребно, но истовремено носиме и одржливи решенија од кои што придобивките се на долг рок за граѓаните, конкретно во овој случај за пензионерите, и така ќе продолжиме да работиме и во иднина. Ви благодарам за соработката до сега и за во иднина. Благодарам.